Цивил медија. Здраво на сите. Сакам да го честитам роденденот на Цивил, 20 години. За мене се многу години. Не дека сум помлада генерација, но дефинитивно значи многу и го честитам посебно на целиот тим на Цивил со кој јас имам прилика да соработувам. За некого е нели како ќе оброиме како години, но за мене тоа представуваше простор каде што можам слободно да ги искажам своите мисли, еден отворен простор каде што никогаш немаше цензура, можеби некогаш правописни грешки или во тој смер нешто подобрување, но никогаш во однос на критичкиот осврт на тоа што сакаме да го кажеме, и некој простор каде што имавме бројни интервјуа, бројни емисии, бројни видеа. Тоа за мене Цивил представува еден простор каде што има можност за една отворена мисла, критичка некоја можност да ги гледам некои алтернативни решенија, желба, идеја, простор во време на теснотија и звук во време на тишина. Во секојаш во најтешките моменти во мојот активизам сметав порано дека треба да напишам статус на Facebook, тоа да биде шарувано во не знам колку и за да се смени нешто, но потоа почнав да ги пишувам текстовите на Цивил, каде што сметав дека навистина тоа ќе остане пишано за некоја состојба која што не се случила во нашето општество и осознав дека многу повеќе допира на тие на кои што мојата критика или моето размислување е насочено. И како што борбата за граѓанските општества и правата и слободите била битна во времето на режим, но битно е и предизвик представува, мислам дека и сега тоа сите го напоменавме и во време каде што сметаме дека можеме слободно да пишуваме и да критички размислуваме. Бидејќи во секое време и во секој простор постои еден период на игноранција, незнаење, постои простор и можност на дискриминација, постои можност да се кршат основните човекови права и слободи. Мислам дека некој почна или председателот со Универзалната декларација на човекови права, најмногу ќе зборуваме за неа во декември, кога е нели годишнината, но секогаш се спомнува еден термин кој што се вели достоинство. Секое човечко суштество има достоинство, да толку често се користи, тоа е почнува и самата декларација така, но секогаш забораваме што тоа достоинство значи. Како да го почитуваме достоинството на другиот. Слушаме и гледаме на телевизија протести за разни видови групи во нашето општество, дали се тоа некои деца, дали се жени, дали се бегалци, дали се мигранти, секогаш има некоја друга група која што ќе излезе ќе го негира достоинството на таа група. Достоинството може да го почитуваме само ако го признаеме, дека секој од нас го има тоа достоинство. А во својот тој некој активизам и период и секој поединец од нас има некој товар кој го носи со себе. Разноликоста во многу општества се слави, кај нас разноликоста со себе носи и свој некој товар, некои тешкоти, некои вреки. Секој од нас е натоварен со повеќе вреки кои што ги носиме во својот пат. Така и јас и поединците, и за мене Цивил представувала некоја платформа која што или ќе ти помогне да ги носиш вреките, или ќе ти го расчисти патот во разноликоста која ја носиш и во која ја негуваш. Јас оно што можам да го кажам е да ви посакам успех и секогаш да останете тоа што се, може за нас да се подпреми, да бараме некој модел каде што ќе можеме да комуницираме, да говориме и дефинитивно да допринесете до едно граѓање на цивилно општество каде што ќе се негува тој граѓански дух, каде ќе се негува достоинството на поединецот без разлика со каков товар тој доаѓа. Уште многу години, нема да го кажам бројката, колку и да кажеме, тоа е некој лимитиран простор, уште многу години останете тоа што сте, уникатни, универзални и достапни за сите нас. Благодарам. Цивил медија.